Семеен ручек во кафеана стана луксус. Угостителите со нови жешки цени во менијата. Чашка ракија во најпосетуваните скопски мејани, ако некогаш беше 50 денари, сега се продава од 70 до 120 денари. Салатата од дома достигна 200 денари. 10 кебапи од 150 сега чинат 300 денари, додека пак парче месо под 220 денари тешко е да се најде. Граѓаните реагираат. Во кафеана во денешно време ретко кој може да влезе, а во ресторан одат само на свадба. Дали сметате дека едно просечно семејство денеска може редовно дете да оди да руче во ресторан да појадува? Не. Мислите дека многу поскапи станаа цените во рестораните? Па да, се. Па може би рестораните се нормално си ги качуваат цените онака како што е инфлацијата, а тоа што животниот стандард е паднат на луѓето, тоа е друга работа. На свадби само. Не само во ресторантите, буквално секаде, маркети, пазари. Ненормална работа, како во Норвешка да живееме, патлиџанот на пазар 80 денари. Имам 12.000 пензија, кај ќе одам ја во ресторан? Од дома надвор не смеам да излезам, а не во ресторан да одам. Овие што се над 1000 евра плата и пензија може да одат. Иначе ние со 250-300 евра тешко. И на свадби не одам. Меканат не ода. Треба да донесеш бакшиш, нели? Угостителите признаваат, бројот на гости во кафеаните е намален, ама тоа според нив не се должи на високите цени, туку на короната. Велат, цените мора да одат нагоре бидејќи и набавките и сметките за струја им се драстично зголемени. Енергенсите, снабдувањето на електричната енергија која што се покачува скоро двојно од претходните сметки, значи покачувањето на земјоделските производи кои што во однос на минатите години се драстично зголемени, да не ги заборавиме млечните и останатите производи кои што веќе не можеме да ги набавуваме по тие цени кои што бија, допринесоа сите едни продукти во угостителските објекти да значително ги зголемат цените на своите услуги. Трендот на поскапување го потврдуваат и податоците на Државниот завод за статистика. Според индексот на цените на угостителските услуги во јули годинава, во однос на истиот месец лани, тој е зголемен за 15,9%, поради што дури и оние кои ги задржале старите цени наскоро ќе мораат да поскапат. Дојде време кога не секој може да се дозволи ручек во ресторан. Граѓаните со кои разговаравме велат дека со просечните примања не можат да излезат од дома, а камоли да ручуваат во ресторан.